И трпео попот и алвата. Служил Пео кај некој си поп. Поп како поп, често си правил алва. Арнама еден ден направил повеќе од колку што можел да изедат со Пео. Та скоро половина им останало. За да не ја изеде Пео останатата алва сам, кога ќе излезе попот некаде по работа, овој намислил да го заплаши Пео. Слушај, Пео, јас во алвата турив отров. Да не те лаже умот да каснеш без мене, зошто ќе се отруеш. Го викнале попот в црква да крсти, на гробишта да пее, да закопува некого. А Пео останал сам дома и намислил да ја изеде сам алвата, сигурен дека никаков отров не турил попот во неа. А за да може да се оправда пред попот, и тој смислил една лакардија. Како што цепеше дрва во дворот, стана, ја скрши намерно дршката од секирата, отиде и ја изеде сета алва и продолжи да цепи дрва со скршена дршка. Кога се прибра попот и виде дека алвата ја изел Пео, почна да се кара и да пцуе, а Пео почна да му се правда. Ја скрши, вели, дршката од секирата и плашејки се да не ме караш и биеш, попе, решив да се отрујам, па затоа ја изедов алвата. Попот се насмева, иако не му беше за смеење. И му прости на Пео и за двете штети што му ги направи истиот ден. Добро ни дојдовте на најубавите приказни. Место каде зборовите стануваат магија, секоја приказна носи порака. Овде ќе слушнете приказни што топлат срце, будат надеж и инспирираат. А ако верувате во моќта на зборот, заследете не и бидете дел од нашето магично патување.